Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас за идната учебна година ќе има две нови струки – здравствена и сообраќајна струка, соопштија денеска надлежните од училиштето. За здравствена струка со профилот фармацевски техничар за идната учебна година е предвидено да се запишат 50 ученици по 25 во по една паралелка на македонски и на албански наставен јазик, а учениците ќе треба да имаат 70 поени. За сообраќајната струка ќе може да се запишат 25 ученици во една паралелка, за што ќе бидат потребни 55 поени. До сега во нашето училиште најголем интерес имаше за земјоделско-ветеринарната струка. Од оваа година, бидејќи имаме две нови струки, а особено бидејќи ја имаме фармацевски техничар од здравствена струка, се надеваме дека оваа паралелка ќе биде една од првите што ќе се пополни, бидејќи е доста атрактивна. И морам да кажем дека оваа паралелка, всушност, иницијатива за да ја отвориме оваа паралелка потекна од самите аптеки, кои што направија петиција, дојдоа во нашето училиште, се договоривме и иницијатива да се отвори фармацевски техничар потекна од нив. Оние фирми со кои што ние и аптеки, не само аптеки, туку и други смерови што ги имаме, кои што се наведени во самиот конкурс, се само дел од фирми со кои што ние соработуваме. Значи, овде можеби ќе забележат оние што се заинтересирани, во конкурсот стојат само 2-3 аптеки. Не е така, значи повеќе од 50 аптеки има потпишано на таа петиција и сите тие аптеки ќе бидат сме во соработка со нив за да можат да ги примат нашите ученици да одат на пракса кај нив. Сметам дека ова атрактивна струка и стварно се надевам дека ќе биде прифатена од нашите ученици, дека ќе биде пополната. Самиот профил нуди интересни работи, а и е нов, го немало до сега во Куманово, значи дека и нема на пазар на труд такви луѓе. Со завршување на техничар за патен сообраќај, фактички самите ученици можат да се вработат и во патните терминали, во предпријатија кои се занимаваат со трговија на патници и стока, во меѓуградски саобраќај, во градски, меѓународни саобраќај, значи има поголеми можности за вработување, нов смер, се надевам дека и тука ќе имаме заинтересираност од страна на учениците. Во Киро Бурнас пред 20 години имало насока сообраќаен техничар кој траел само 2 години. Сега се нуди можност за 4 годишно образование. Во нашето училиште и понатаму ќе си останат смерови и струки и профили од што си ги имавме и до сега. Ќе ги спомнам и нив. Ова излезе на конкурс, меѓутоа убаво е да знаеме дека и да спомнам дека овие струки што порано ги имавме кај нас, сега се со дуално образование. Мислам дека и поголем дел од учениците знаат што значи. Дуални паралелки носат и финансиска помош, значи имаат стипендија ученици од 3500 денари. Во прва година во ова училиште ќе се запишат 386 ученици во 14 паралелки, од кои 268 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 118 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик. На овој конкурс, како што информираше Трајковска, сега струките се со дуално образование. Учениците добиваат стипендија од 3500 денари, изјави Трајковска. Во Киро Бурнас учениците можат да одберат агротехничар, односно техничар за агроменаџмент, техничар по ветеринарна медицина, односно техничар за фитомедицина, кои се дуални од земјоделско-ветеринарната струка, прехранбен техничар, пекар, техничар за козметички и хемиски производи од хемиско-технолошката струка, техничар за козметичка нега и убавина, фризер и техничар за козметичка нега и убавина од струката лични услуги. Има и машинска струка за профилот машински техничар за моторни возила.